Треба да дојде човекот да го констатирам дека подел барање за да ги создадам условите. На што да создадам? На столица. Значи, ја немам намера на столче овде ка карши мене да му создавам услови. Услови за затворена седница по барање на Никола Груевски ќе создадеме во моментот кога ќе констатираме дека е сведок овде, дека премиер е во влада. Значи, кога ќе дојде, кога ќе го констатираме дека е тука, ќе го констатираме поднесеното негово писмено барање за затварање на седницата, не ја кријам јас. Ако не ја скријам, тогаш еве го писменото барање од Никола Груевски. Еве го господјо Вирович. Затоа што немам обврска да ви го поделам, имам обврска да постапам по ова барање. Имам обврска, значи само мирно не се нервирајте. Имам обврска да постапам по ова барање откако ќе констатирам дека Никола Груевски е присутен во салата. Никаде не пишува така. Никаде и не пишува обратно, господин. Никаде не пишува обратно. Ако сака да господин Груевски да сведочи, нека повели, ако остане на изјавата за затворена седница, ќе му овозможиме во истиот момент кога тоа ќе го каже. Толку е. Значи, согласно член 14 од Деловникот, став 5, пишува во поканата во која сведокот или експерт е повикан да присуствува на седницата, ќе биде информиран дека има право да побара и да му биде овозможена затворена седница на комисијата. Како што гледаме, она што не сакаше да го соопшти на почетокот председателот на анкетната комисија, повиканиот, кој што треба да даде денес изјава, председателот на владата на Република Македонија господин Груевски, побарал да му биде овозможена таква комисија согласно член 4 став 4 од одлуката за основање на анкетната комисија. Кога тие факти ќе бидат констатирани и овозможени, ќе почнеме и ќе продолжиме седницата и ќе можеме да поставуваме и прашања да добиеме одговори. Доколку имаме желба да имаме прашања и одговори на оваа анкетна комисија, директно од премиерот Груевски, тогаш добро е да го почитуваме Деловникот. Ако сакаме ова да биде политички театар, може да продолжиме, но тогаш ќе испадне дека не сакаме да има било какви прашања или одговори. Значи, господин Милошовски, на господинот Никола Груевски никој не му го задира правото да побара затворена седница и таа затворена седница да се одржи. Она што треба да го констатираме за да може да донесеме одлука да ја затвориме седницата, односно и одлука не се носи бидејќи негово барање не се не носи одлука, така? Значи, за да може да констатираме дека седницата на комисијата ќе биде затворена, потребно е да го имаме сведокот. На кого да му ја затворам седница? На ова празно столче немам намера да му затварам седница. Не пишува да се овозможат услови. Значи условите никој не вика дека нема да му се оневозможат. Сите членови на комисијата се со сертификати за безбедност. Постојат резервни служби во собранието доделени од страна на председателот на моје барање, кои што во моментот кога ќе се констатира дека е затворена седницата ќе си ги завзема своите места, а сите присутни во салата кои што немаат безбедносен сертификат ќе ја напуштат салата. За да можеме да влеземе во таа постапка и процедура, потребно е прво да констатираме дека имаме присутен сведок кој што го побарал затварањето на седницата. Не можам на столчево празно да му овозможам затварање на седница. Како да се објасниме? Господјо Бонева, секој една дадена изјава може во секој време сведокот да ја отповика. Може кај заев тоа. Може да ја отповика. Значи може да ја отповика. Не е уопште проблем. Јас само се што за да може да почнеме да работиме, повторно ќе ги повикам службите да го повикаат сведокот Никола Груевски да се јави пред анкетната комисија. Во моментот кога ќе се јави пред анкетната комисија ќе постапам. Значи, во моментот кога ќе се појави, ќе ги овозможам условите Никола Груевски сослушувањето да го даде. Ако сакате да се инатиме, ги повикувам службите. Многу едноставно. Не овозможувам услови на затворена седница на празно столче. Можам да овозможам услови за затворена седница на Никола Груевски. Јас Никола Груевски не го видов. Мислам дека нема никаква смисла цело ваше поведение, бидејќи ако сите очекуваме почеток на работа на анкетна комисија, кој имаме писмено известување, треба да го констатираме човеков дека е тука за да ја затвориме седницата.
Ама на ВМРО, на збор не му верувам, господине Милошовски. Како да ви кажам? Сакам да го видам човекот, не можам да му поверувам. Јас разбирам дека господин Груевски има проблем со плацевите на Водно, има проблем за течење низ ногавици, има проблем со шамарите на Жерновски. Знам дека има проблем со тие прашања. Меѓутоа, не е никаков проблем. Да го констатираме дека е тука господинот Груевски. Да види. Ќе го прашаме и за провизијата за кинеските автопатишта. Не е тоа проблем. Се што треба да го констатираме дека е тука. Ако е тука, ако ги побара условите и ако остане на таа изјава, ќе ги овозможиме тие услови. Јас само да дадам едно појаснување, за разлика од некои политичари кои што не остануваат на нивните изјави, ги менуваат во рок од неколку месеци, тврдат 20.000 преслушкувани, 100.000 преслушкувани или 600.000 преслушкувани, председателот на владата останува на своите изјави и сметам дека е добро да бидат почитувани и да создадеме според деловникот услови за работа и да почне анкетната комисија со поставување на конкретни прашања, да добиеме конкретни одговори и сите пратеници да бидат информирани за се она што ги интересира околу анкетната комисија. Благодарам. Изјави во форма дека немаме криза, дека нема да има техничка влада, дека нема да има предвремени избори, дека техничка влада ќе има без ВМРО. Таков тип на изјави апсолутно сме ги слушали од политичарите во Македонија, дека во Македонија нема криза, дека странски служби прислушкувале, сето тоа, тој тип на изјави што не се од повикани.